Китање и накид во народната носија. Меѓу наједноставните форми на китање, тесно сврзано со телесниот изглед, а во тој контекст и на носиите представува украсувањето со природни средства во најблиската околина, како на пример со босилок, со джунџуле или со друг вид на цвеќе, што се носеле заденати за дувото, во косата, на појасот, врака и слично. Венец од бршлен или китки од цвеќе носеле невестите на главата. Китка цвеќе носел зетот, како и сите учесници на свадбениот церемонијал. Невестинска капа венец во Скопска Црна Гора, украсена со најразлични украси, на горниот дел се китела со полски и друг вид на цвеќиња. Сличен начин на украсување на главата со цвеќе се практикувал и во многу други средини. Ваквото китање некои го сметаат за остаток од античкиот венец со цвеќиња кој преку Византија бил префатен во скоро сите европски земји, најпрво како украс од цвеќе, а потоа во таква форма почнал да се изработува од благородни метали. Во китењето со природни средства голема примена имале обоените пердови од разни птици. Украси од обоени пердови носиле девојките и невестите. Мариовските невести носеле перјаници, една година по венчавањето. Особено биле омилени пауновите перја, со кои е поврзано верувањето за заштита од лоши очи и ураци. Генетски гледано, китењето на косата и главата спаѓаат во најстарите форми на украсување. Потврда за тоа може да бидат разните архаични украсни елементи од долги волнени резки, кои се носеле прикачени за косата и плетенките, во вид на коцели и веќе споменатите невестински превези со мощно старо потекло, како што се сокаите и убрусите. Скоро секогаш украсени со везена декорација и дополнителни украсни елементи, како школки, монистра или метални украси. Добар дел од нив украсени се со стари метални пари. Може да се смета за појава сврзана со раното продирање на стоковно-паричната размена во македонското село. Ваквото украсување има длабок народен карактер од причина што многу украси од овој вид не се поврзани со занајчиското производство. Метални монети користени како украси накид, прикачани се за плетенгите од косата, или пак аплицирани на парче ткаинина, редени како рибини лушпи во вид на масивни украси на градите, како на пример герданот од Кумановско или пак Прилепско битолско поле, леденикот од Скопска Блатија, панзур во Горни Полог и ржанде во Горна Река. Истите се вбројуваат меѓу највпечатливите форми на украсување кај македонските женски народни носии. Не помалку привлечни се и примероците на метални пари аплицирани на сличен начин како претходните, како преднизите и узобразките од села под Сува Гора, невестинските подбрадници од Скопска Блатија, Горно Брдо, Солунско поле и многу други. Со слична намена се користени златни монети алтани, што е појава што најдиректно е поврзана со желбата за истакнување на економската моќ и општествената положба на носителите. Развојот на накидот, дело на специјализирани мајстори златари и кујунџи, може да се следи од периодот на средновековието и многу порано. Препознатлив како таков, тој екзистира најдосна до крајот на 18 век, кога всушност доаѓа до забележителен прекин на уметничките занаети, онакви какви што до тој период обстојувале. Како резултат на ваквата состојба, само отделни постерни примероци се задржале до крајот на 19 век. Во текот на истиот век, како карактеристичен накид, составен дел од градските женски носии е тепелакот, коцлест сребрен украс, што се носел врз невестинската капа. Украсен со дополнителни елементи од сребрени пари, прикачен со сребрени синџирчиња. Преку градските центри, тој се појавува и во селските средини со поизразена економска моќ.
Најкарактеристичен женски накид од составот на македонските народни носии се пафтите. По форма претежно округли, кубести или листовидни. Како најрепрезентативни, со впечатлива убавина се издвојуваат пафтите застапени во носиите од деловите на Западна Македонија, река Мијаци, потоа Битолско и Прилепско поле, Голо брдо, Мариово, како и во делови од југоисточна Македонија, Свети Врачко, Петричко, Драмско поле и Серско поле. Покрај споменатите пафти, во составот на мијачката носија, свое посебно место има карактеристичната сребрена игла за наглава и специфичниот накид низалка, во форма на широка мрежа од сребрени жици, украсен со богат поткит од ситни лиени филигрански плочки и големи сребрени пари. За разлика од женскиот, машкиот накид е поскромен. Најкарактеристичен машки накид е сребрениот ќостек, се носел прикачен на градите. Овој вид на накид, привилегија за граѓанскиот слој во селските средини, го носеле главно поимотните селани. Накидот од занетчиско производство се изведувал од разновиден материјал – злато, сребро, месинг и метални легури. Најзастапени техники се лиење, чукање, гравер, филигран и гранулација. Произведувана главно од македонските занаетчи во најпознатите кујунџиски центри, како Струга, Охрид, Битола, Дебар, Крушево, Скопје, Прилеп, Кукуш, Воден, Солун и други. Во голема мера се одликува со голема разновидност и изобилство од украси, со богат поткит од апликација од скапоцени камчиња, обоено стакло и седев во разни комбинации. Покрај доминантната застапеност на металниот накид, во украсувањето на облеката и комплетниот телесен изглед, свое место има и монистрениот накид. Истиот, со голема инвентивност и вештина, го обликувале жените од ситни или покрупни монистра, понекогаш во комбинација на пулејки, исплетени или извезени во вид на разновидни колани, гердани, нараквици, подбрадници, ќустеци и друго. Како највпечатливи се издвојуваат ќостеците, кои подеднакво ги носеле и мажите и жените. Assunta